Почитувана еврокомесарка за внатрешни работи, господја Јохансон, почитуван колега министер од Кралството Шпанија, господин Фернандо, кој воедно е и представник на председателството на Советот на Европската Унија, почитувани представници на медиумите. На почетокот сакам да го изразам моето задоволство што токму Република Северна Македонија за само неколку години денеска повторно ги отвори вратите како домаќин на овој исклучително значаен министерски форум. По завршувањето на денешната сесија посветена на внатрешни работи можам слободно да го изразам своето уверување дека денеска не само што ги прикажавме нашите резултати и постигнувања, како партнери од Западен Балкан, туку разменивме мислење и ставови што ќе дадат придонес кон зајакнување на нашата соработка и зацврстување на заедничките политики. Зборот заедништво се провлекуваше ни сите дискусии, што е уште еден показател дека не случајно сме собрани овде, сите заедно, затоа што креирањето на заеднички политики е предуслов за заедничко функционирање во рамките на Европската Унија. Вратата е отворена, а ние решително чекориме напред, бидејќи европскиот моментум е неминовен. И не случајно ќе започнам со последната тема на која денеска дискутиравме, поврзана со управувањето со миграција. Бидејќи токму на денешен ден пред една година со почитуваната еврокомесарка Јохансон го потпишавме договорот за Фронтекс, кој за нас имаше повеќекратно значење како прв потпишан договор помеѓу Европската Унија и Северна Македонија на македонски јазик, но и како показател дека не сме сами во справување со илегалната миграција, односно дека исполнувањето на приоритетите од Европската агенда носат конкретен бенефит за нашите граѓани. Операционализацијата на овој договор е отпочнување на заедничката операција со Фронтекс од април годинава, како рамноправни партнери која по сите параметри дава исклучително високи оперативни резултати, покажува дека единствено со заеднички, координиран пристап можеме успешно да се справиме со сите глобални предизвици. Тоа го покажуваат и резултатите во изминалите 9 месеци од 2023 година, кога на државните граници се спречени околу 11.000 обиди за илегални преминувања и веќе се забележува тенденција на намалување на притисок од илегални преминувања за 46,7% во однос на истиот период од минатата година. Тенденцијата на намалување во однос на лани се забележува и во делот на криминалните активности со кријумчарењето на мигранти, а преземени активности резултираа со откривање на 77 случаи на кријумчарење на 786 мигранти, додека мерки на кривичен прогон се преземени против 72 лица, од кои што 11 се странски државјани. И сузбивме една 17-члена криминална група, која е дел од меѓународниот канал за кријумчарење на мигранти. Со колегите за внатрешни работи од Западен Балкан и представниците од Европската Унија ги поздравивме и постигнатите резултати од 5-годишната имплементација на заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот на Западен Балкан, што овозможи да се зајакне партнерството во клучната област за безбедноста на Европа со колективни заложби и одговорности, креирајќи подготвеност и отпорност, како на локално, така и на глобално ниво. Конкретно, Северна Македонија преку сеофатна законска рамка за борба против тероризмот обезбеди на своите служби надлежни за национална безбедност моќни алатки за негово сузбивање, како универзално препознатлив криминалитет, истовремено континуирано се става акценти на превенцијата. Во сесијата посветена на спротивставувањето на влијанието на дрогата врз нашите општества, заеднички ја поздравивме зајакнатата политичка соработка во последните години, која овозможи заедничко разбивање на голем број организирани криминални групи, вклучени во трговија со дрога низ Европа и пошироко, и зголемување на заплените на наркотици. Посветеноста на МВР на највисоко ниво во сузбивање и борба против недозволената трговија со дрога, заедно со ефективната меѓународна соработка, резултираа со зголемување на ефикасноста на полицијата. Годинава се откриени 576 кривични дела. Кривично се пријавени 674 сторители, а значителни постигнувања се остварени и во справување со организирани облици на трговија со дрога.
Имено периодов беа пресечени 3 транспорти на марихуана и сузбиени се 5 криминални групи кои действувале меѓународно, во кои членувале 28 македонски државјани. При тоа беа запленети 71 кг марихуана и кокаин, а во 2 од организирани криминални групи на територија на Албанија и Грција запленети се 429 кг кокаин. Летово имавме и заедничка меѓународна истрага со службата за борба против дрога од Солун, Грција, Американската служба ДЕА и Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа СЕЛЕК, што резултираше со успешно завршена заедничка операција на пристаништето во Солун, запленети се 161 кг кокаин транспортиран од Еквадор. Претходно пак беше разбиена меѓународна криминална група, при што беа лишени од слобода 10 грчки, албански и македонски државјани, а во Солун беа запленети 104 кг кокаин. Периодов имавме и одлична билатерална соработка во заедничка акција со грчката полиција. За само една недела спречивме 2 меѓународни транспорти на дрога на јужната граница со вкупна вредност околу 200.000 евра, со запленети вкупно околу 80 кг марихуана. За крај, најголемата вредност од овие наши заеднички дискусии е градењето на доверба и меѓусебно почитување, како и понатамошно заедничко действување и на времена размена на информации. Бидејќи нашата сила е во заедништвото, а Република Северна Македонија е подготвена активно да учествува во реализација на сите приоритети и да биде рамноправен партнер. И затоа нашиот договор со партнерите од Европската Унија е да пристапуваме заеднички на стратешко ниво и да се издигнеме по борбата против овој вид на и секако вид на криминал, и тоа на највисоко можно ниво, заради тоа што само така можеме преку заеднички пристап и да имаме успешно справување со овој вид на криминал. Благодарам.